Дали мислите дека градот е доволно чист? Никако. Јас сум стара Скопјанка и од година до година за жал гледам како Скопје се дави во измет. Измет, знаете што е измет? Така. Не тоа ѓубре, него измет. И многу ми е жал дека е така. Јас се трудам, една сум од ретките што собирам кеси, шишиња, се што ќе најдам така, што можам да подигнам вака со два прста. Нека гледаат како се крева со два прста. Овие кифли сега ги најдов, ги давам на птиците, беа фрлени тамо. Стално носам со себе влажни марамици за да имам со што да си ги исчистам рацете, од кога ќе соберам некој ѓубренце. И така. Воопште не е чисто. Не е чисто. Што мислите? Дека треба да се преземат мерки. Има надлежни тука што треба да го средат градот малце. Сепак е Скопје метропола и мислам дека треба да биде све во ред. Не знам што да помислам. Мислам дека е, не знам, луѓе без култура, не знам. Попрљаво, погнасно од кај нас нема. Никад. Препрљаво. Немаме култура, треба да бидат големи санкции, пошто, например, ја странство кога бев, пикавец сум платил 50 евра. Од тогаш натака седам до канта да фрлам. Сами го преме ѓубрето. Сами живееме со него. Мислите дека само луѓето придонесуваат кон нечистотата или градот Скопје не се грижи доволно? Не би рекол дека е градот Скопје, самите луѓе. Многу е прљав. Ова не сум го видел во Австралија досега да некој град, главен град да биде ваков. Дури помалите градови се почисти од овој. Живеете во Австралија, така? Кажете ми од порано, ете, нели често се враќате во Скопје, дали има некоја промена? Попрљаво. Да, па гледаме секаде околу нас, дали е чист или. А во населбата во која живеете? Јас во автокоманда живеам, така што сум задоволна. Таму е чисто, секој пат е средено, сабајли навечер се собират контејнерите, секој утро се мете, али во градов Чисто. Контејнерите се редовно чистени, према нас аеродром. Станарите одржуваат хигиена, не се фрла ван контејнери, ван канти и така нат. Ја мислам дека сами го правиме сметот. Аеродром позади Скопјанка тука во кулите, па како е? Има се повеќе жители и во реонот кај што се контејнери, нели? Стално се полни, стално има повеќе надвор отколку внатре. Луѓето во брзање нешто ќе го фрли, така. И се повеќе има ѓубре. Тоа е факт. Кисела вода, малку почисто, ама незадоволително. Јас живеам во центар, жалосно. Жалосно, најпрљаво е во центар. И порано имаше на улица Македонија ставија контејнери, онакви канти за ѓубре, меѓутоа сега ги нема. Не знам што им направија, ги однесоа на друго место валјда, за истите пари и така, ете. Колку градот Скопје се грижи за ѓуброто? Никако. Воопшто не се грижи. Воопшто. Погледнете рекава Вардар каква ни е. Таа е надлежност на град Скопје, така? Што мислите дека треба да се направи за да биде градот почист? се свесност кod нас граѓаните, поголема свесност. Сепак треба и ние малце да обрнеме внимание, нели? Така е. Не само до некој ќе помине, друг ќе фрли ѓубре и тоа е тоа. Сепак свесноста треба да е на поголемо ниво. А што мислите, дали градот Скопје доволно се грижи за нечистотијата, нели? Па сега, овие години некако, не е доволно. Ја не знам колку се грижи, пошто не сум упатен, меѓутоа мислам дека недоволно. Ѓубрења во камиончено сега што ги товарат, ако поминете натамо ќе видите, тој го вози камиончено, тие лисијата летаат непокриено. Тоа го нема во светот. Јас не би зборувала за тоа. Они колку и да се грижат, не можат да се грижат за луѓе кои што се немарни, кои што фрлаат ѓубре насекаде, кои што не внимаваат. Сваѓате? Значи, вие мислите дека луѓето повеќе го... Па институциите си го прават своето, ама мислам дека не можат да се справат со немарот на граѓаните. Што мислите дека треба да се смени? Еве институциите и градот. Не би давала моje мислење.
Јас кога мислам многу грешам, луѓе треба помалку да мислат, а повеќе да работат. Како ја, на пример. Да ранат птици, да собираат ѓубре, така нешто. Нека прават, а не да мислат многу. И да критикуваат. Недоволно. Недоволно, особено за центаров, каде што има многу туристи, неубава слика. А во вашето мало каде што живеете? Нередовно се читаат контейнерите. Дали што мислите пример дека треба да се направи за да се да биде градот почист? Служби да се вршат за работа, меѓутоа ја не ја вршат работа како што треба. Дали мислите дека ќе се смени ова или не знам? Све повеќе паѓаме подолу, све подолу. Затоа што сите си го гледаат само личниот интерес, ништо повеќе. Никогаш. Вук длако менја, али длако менја, али чудникат. Што мислите каква промена треба да се случи? Комплетен ремонт. Комплетен ремонт, почнувајќи од основно образование, да се учат децата од мали на култура, на се, ама комплетниот систем за чистотата. Се почнува од мали нос. Поздравете тие што се задолжени дека не вредат ни 5 пари, не ги зимат, не ги заслужуваат плати што ги зимат. Катастрофа. Што мислите дека треба да се превземе? Па треба тие служби, прво комуналните служби да се екипираат, да се опрема и така натаму се што доликува на една престолнина на државата. Дали доволно се грижат за градот, не само луѓето, туку и градот Скопје? Шта не грижа постои. Мислам и граѓаните имаат придонес во сето тоа. Ке најдете на секаде изфрлени овој кеси со ѓубре и така натаму. Is it your first time in Skopje? Yes, it's my first time. Do you think that the city is clean enough? No, the city is not clean now, especially when we had been at the where is the military display? Up the fortress. Yes, at the fortress. And what parts of the city you think they're not clean enough? There was very not cleaning. I think that on the evening people are going with beer or something, sitting on the hill, watching beautiful view, and after everything lost their trash. Is it clean in Skopje enough, or? Yes, it is very clean city. You haven't noticed any garbage or anything? Actually, I did. We just came from the fortress and there was some garbage around there. But in the city and city center is quite clean. No, it's terrible. Yeah? Yeah, I mean, just the city doesn't do anything about the garbage. I mean, it comes and goes. I mean, they have spurts where the garbage is picked up, and other times, every time I walk around the city, people are looking at the trash everywhere because I walk around a lot every day, and it's terrible, yeah. Is it your first time in Skopje? Yeah, the first time in Skopje. We just arrived yesterday. Okay, and what do you think? Is it clean enough? Yeah. The river is not clean. There we saw a lot of dirt, but the streets, okay.